За сега ништо од повратот на ДДВ за граѓаните. Власта повторно го одложува она што го ветуваше како опозиција. Наместо пилот проект во 3 општини од 1 јануари, сега најавува нов концепт кој би ги опфатил социјалните случаи и невработените од 1 јули. Целосна имплементација за сите е можна најрано во 2020-та. Верувам дека на 1 јули ќе имаме доволно капацитетност Министерството пред се управа за приходи да го стартуваме вака значајниот проект. Секој граѓанин ќе добива назад по 15% од платениот ДДВ во фискалните сметки. Тоа ќе значи на крајот од годината уште една плата плюс во секое семејство. Стои во планот за живот во Македонија. Ова не е единственото неисполнето ветување од предизборната програма. Во неа пишува и дека со даночната реформа ќе се зголеми персоналецот за најбогатите, а ќе се укине за најсиромашните. На граѓаните кои имаат вкупен месечен личен приход до нивото на законски определената минимална плата ќе им биде вратен износот кој како персонален данок на доход претходно бил уплатен од страна на нивните работодавачи. Со законските измени стапката се зголемува од 10 на 18% само за приходите над 90.000 денари, но не се укинува за оние кои заработуваат под 12.000. Државата нема капацитет да ги издржи сите аспекти. Останатите други аспекти од владината програма оставаме со ребаланс на буџет 2019 година, со буџет за 2020 година. Значи секоја година ќе го менуваме персоналниот данок, законот за персонален данок? Апсолутно не. Најголемиот дел очекуваме да јакне економијата. Промените во даночниот систем треба да обезбедат поголема праведност во распределбата на доходот и богатството во нашата земја. Тие се така замислени за да воведат повисок данок за најбогатите и намалување на даноците за сиромашните. Пишува во планот за живот. Од најавената реформа се воведува само делот со повисоки давачки за побогатите. За сега ништо и од ветувањето за поевтини или бесплатни јавни услуги за посиромашните.